Овој текст што го прочитавме е Божи одговор на една молитва. Соломон, кој го изгради храмот, познатиот Соломонов храм, и конечно се обезбеди место за ковчегот, Божиот ковчег. Кога се осветуваше храмот, Соломон се помоли и Бог одговори со овие зборови на неговата молитва. Тоест, дури ако има и нема дожд, се затвори небото, дури ако скакулци нападнат земјата и помор има меѓу народот, но ако народот се сврте кон Бог, го повика Бог, се смири пред Бог, се одврати од лошите патишта, тоаш Бог ќе го излечи, ќе го прости гревот и ќе излечи земјата на народот. Кажено е за евреите, меѓутоа верувам дека тоа е Божиот принцип. Бог носи исцеление на земјата, Бог носи исцеление меѓу некој народ, ако тој народ го бара Божото име, ако се смирува пред Бог и ако се одвраќа од лошите патишта. Така, ова е тема, дел од една тема која е поврзана со патриотизмот, вистинскиот патриотизам. Главната тема околу епидемијата малку е засената поради новите случувања, политички, предизборие, кампања има, изборна, па би сакал да зборим малку на таа тема. И улогата, посебно улогата на црквата. Бидејќи црквата си има улога, не е без улога и во секуларниот живот. За жал, црквата не осознава секогаш целосно својата улога, посебно овдека на овие простори и посебно во судбоносните времиња. А јас откако памтам, од 90 година наово, ние сме постојано во некакво судбоносно време. За признавање имаше едно судбоносно време, почетокот на 90 години, па потоа сите тие економски проблеми со блокадите, па бегалците, па војната, па зачувување на името, историјата, постојано сме во судбоносно време. Што прави црквата во тоа судбоносно време? Може ли да направи нешто црквата во такво судбоносно време? И треба ли да направи? Ние живееме овдека, за жал, во една средина. Тоа е општо за целата Источна црква. Не зборам само за нас, како евангелски христијани. Целата Источна црква живе во еден светоглед, според кој се држи доследно на принципот Божјото на Бог, а царевото на царот, што значи црквата ќе се занимава со духовните работи, а она што припаѓа на секуларниот свет ќе си го решаваат водачите, светските водачи. И до толку се оди во тој дуализам, духовно и светско, тоест Божјото и секуларното, што дори црквата и не се ни моли за секуларните работи. Не се моли за политика, не се моли за политичари, не се моли многу за избори. Во тој поглед црквата е некако незаинтересирана. Тоа не припаѓа на црквата. Црквата треба да се занимава со духовните работи. Се на тоа се накалемува и разочараност, апатија и така натаму. На Запад има друга реалност. Источната реалност во поглед на политиката, црквата и политиката е една, западната е друга, и тоа се има корени длабоки од историјата. Може да се вратиме уште во првите векови на христијанството. На Запад, например, веќе од 5 век се раѓа една црковна институција и еден духовен авторитет во Рим. Таму нема многу цркви кои имаат вистински апостолски авторитет. На Запад има само една црква во која учествувале апостолите. Тоа е црквата во Рим. Таму и Петар служел и Павле служел. А за раната црква е многу важна црквата во која што апостолите учествувале во основањето и проповедањето. Бидејќи во првите векови немало нови завети распроширено, многу важно било учењето на епископот, особено оној епископ кој е директен ученик на апостолите или на учениците на апостолите.
На Запад има само една таква црква. Епископот во Рим е директен ученик на Петар и на Павле. И неговото учење, неговата проповед е авторитетна. Тој го има апостолското учење изворно. Тоа е ситуацијата на Запад. Нема некаква, да кажеме, конкуренција од други епископи. На исток ситуацијата е друга. На исток има многу такви цркви. Црквата во Антиохија е многу силна, бидејќи тоа е црквата на Павле, матичната црква на апостолот Павле. Кога Павле оди на мисионерски патување, тргнува од Антиохија и се враќа во Антиохија. Црквата во Ерусалим, тоа е црквата на Јаков, на Петар. Црквата во Александрија е многу силна, бидејќи се јавува како многу центар каде што се образуваат епископите, и Константинопол или Цариград, каде што е центарот на политичкиот живот. Така, во тоа мноштво на авторитетни епископи нема некој што може да наделе на другите. Тие се устануваат некако како еднакви. Нема папа на исток, на запад има еден авторитетен и тој станува папа со текот на времето. Тоа е во духовен поглед. Во политички поглед пак имаме други спротивности. Од 4 век, средината на 4 век, крајот на 4 век, Рим паѓа, тоест политичкиот центар исчезнува и во продолжение на неколку векови нема империја на запад. На исток, Константин, почетокот на 4 век, го преместува престолот во Цариград, во Константинопол, во источниот дел на империјата, бидејќи таму се чувства посигурен, нема опасност од хуните, авариите, од германските племиња, тие се далеку, тие го напаѓаат Рим, не Цариград. Така да се појавува еден силен политички центар на исток. На запад нема политичка власт, нема личност кој што ќе може да наметне некаква политичка власт. И во продолжение на 10 века на исток имаме политичка империја, многу силна, во лицето на Римската империја или новиот Рим во Константинопол, потоа Византија станува империја, имаме византински императори, кои се многу силни, авторитетни. На политички план имаме политичка империја, на духовен план имаме многу епископи кои меѓу себе не можат да се ги решат споровите. И секогаш тук се јавува политичкиот водач кој ги собира и како на собери, на црковни собери и така натаму, императорот ги организира тие собери и императорот на крајот ти зима учество и на крајот сите решенија се под авторитетот на императорот. Така, императорот станува и духовен водач. Тој станува папа на исток. Политичкиот водач станува папа на исток. Црквата некако е покорена на политичката власт. Тоа продолжува потоа и во со догаѓањето на Турската империја, султаните стануваат новите папи, кои решаваат во однос на назначување на епископи, патриарси и така натаму. Потоа во комунизмот знаете како оди ситуацијата на исток. На запад, веќе во средината на 4-5 век се јавува една силна духовна личност, папа, нема политичка империја и се јавува тој вакуум во политичката власт го покрива духовниот водач. И тој станува и император, Цезар. Со тоа што се формира не политичка, но се формира црковна империја. И целото средновековие, до почетокот на 16 век, Европа е обедината. Европската унија не е нешто ново. Целиот средновековен период ние имаме Европска унија, со тоа што таа не е политичка, туку е црковна, духовна. Има еден центар, центарот не е Брисел, е Рим. И водачот е епископот или папата во Рим. Тој команда со цела Европа. Тоа е факт, Западна Европа. Има национални цареви кои имаат некаква власт, меѓутоа во секоја таа европска западна држава има црква, католичка црква.
Католичката црква, свештенството се покорни на Рим, не на националните водачи. Тоа значи дека реално императорите на Запад не контролирале еден голем дел од својата територија. И целиот имот бил на црквата, тоа значи на папата. Тоа значи дека секоја година купишта пари се одлевале од сите тие царства и оделе во Рим. Тоа е реалноста на Запад. На Запад имаме силна духовна личност која е и политички авторитет. И веќе во 11 век има еден папа Григорий VII кој пишува едно дело за духовната и политичката власт и вели: како што сонцето сјае многу повеќе од месечината, така и духовната власт е многу посупериорна од политичката. Тоест, духовната власт треба да ја контролира политичката. Тоа е на Запад. И затоа не случајно на Запад е вообичаено верник некој, тоа голем да стане политичар, па дури и председател и некој водач. На исток се оди до тому што се вели не е спојиво христијанин и политика. Тоа не оди заедно. Так. И ние ќе си го гледаме нашето. Ќе си го гледаме духовното, светското, нека го гледат политичарите. Тоа е разбирањето на исток и се оди до тому што дури и не се молиме многу за... А треба постојано да се молиме за политиката и да... Тоа барем најмалку што може да го направиме. Затоа сакал овдека факт е дека ние сме и христијани, ама ние сме дел од општеството. Има нели она што го кажува Аристотел, дека ние сме зое политикон, тоест социјално суштество, не политичко, зашто политикон значи социјално во древниот грчки јазик. Полис значува општество, значи град, значи заедница на луѓе. И ние сме општествени луѓе. Сакаме или не сакаме, ние сме дел од општествениот живот, дел од социјалниот живот. На латински потоа Августин го преведува како социјал анимал. Сега зборот анимал значи животно, туку значи суштество. Комунистите го преведуваат, ние сме социјални животни, велија. Не суштество, битие. Тоа е суштината на зборот зое или анимал. Така да, сакали или не, ние сме дел, како христијани, од општеството, од политиката. И како можеме да бидеме добри патриоти. Овој текст сакам да го разгледаме, кој го пишува Павле до Тимотеј. И вели: молам пред се да се прават прозби, молитви, молби и благодарение за сите луѓе, за царевите и за сите што се на власт, та да поживееме тих и мирен живот во потполна побожност и достоинство. Тоа е добро и угодно пред нашиот Спасител Бог, кој сака сите луѓе да се спасат и да ја познаат вистината. Овој текст Павле го пишува на Тимотеј, млад човек, кој бил некаде 30 години во тоа време, но се сметало дека тие се многу млади, да се занимаваат со духовна работа. Назначен е за пастир во црквата во Ефес и не е прифатен очигледно од посланието гледаме, сериозно не е прифатен од заедницата, го сметале за млад и Павле пишува не едно-две посланија до таа црква, поточно до Тимотеј со упатства. Втората глава на првото послание е намената на службата, богослужбата. Каква треба да биде богослужбата. И првото што го пишува е овој текст е. За молитви, прозби, благодаренија и така натаму за сите луѓе, за властите. Посебно ги вклучува властите. Ајде да го разгледаме текстот. Што е вистинскиот патриотизам уствари? И сето тоа ќе го гледам во светлината на Летописи 7 глава. Она што најна почетокот го прочитавме. Како прво, вели или пред се? Во другиот превод е како прво, а овдека пишува пред се. И сега, кога вели пред се или како прво, нема редослед на нешто сака да ги изложува, туку приоритетни нешта. Што треба да биде приоритет во вашата служба? Што е важно во вашата служба? Најважно. Најважно е да се молите. Тоест да упатувате прозби и така натаму. Се што се случува е подејствувано, предвижено од силата на молитвата. И
Она што треба да го прави една црква и на своите богослужби и воопшто е да се моли. За кого да се моли? Прво кажува, употреба неколку зборчиња, тоа го прави за да ја поттекне потребата од молитва. Молитви, молби, благодаренија и прозби. Дури 4 термина вклучува. Може да каже само молитва. Тој реди зборчиња кои имат нијанси, ќе ги видиме нијансите, но идејата е важноста од молитвата. Првиот збор, прозби, уствари е збарања. Ова е збор земен од вообичаениот живот и се користи за било кое барање, без разлика дали се упатува кон институција, кон човек или кон Бог. Во Новиот Завет се употреба многу пати и во најголемиот број случаеви се користи за некаква вообичаена комуникација во која што има барање. Значи, кога човек бара од друг, потреба од помош, кога нема му треба нешто, или кога е во неволја, тоа е идејата. Барање. Да упатиш барање. Тоа барање може да се упати и кон човек, може да се упати кон Бог, овдека барањето е кон Бог. Тоест, станува збор за потреби кои може и луѓе да ги задоволат, но ние се обраќаме кон Бог. Така да во молитвата, кога се молим многу пати, ние се молим за нешто кои луѓе може да ги направат, и кога слушат молитвата, ќе им тегне, кажете, добро, јас можам тоа да го направам. Но пред се молиме на Бог, зашто ако Бог не реши да се случи нешто, нема да се случи. Тоа е основата. Вториот збор, просеухе, е всушност тој збор за молитва. Тоа е вообичаениот збор за молитва и најчесто употребуваниот во Новиот Завет и во сите случаеви, 37 пати, се користи само во поглед на Бог. Кога човек се обраќа со некаква молитва, со барање кон Бог. Тоа е значењето. Тоест, како да станува збор за терминологијата, како да станува збор за нешта кои само Бог може да ги направи. Бог има само власт во тој поглед. И мислам дека не случајно и овој збор го вклучува Павле, зашто во поглед на властите, промените тие работи, добрите нешто со властта може да се случат само со Божјата помош. Никој друг не може овдека да направи нешто. Посебно со нашите власти, чудо може да направи само Бог. Молба. Барања, молитва. Третиот збор е преведен како молби, но би било подобро да се преведе како посредување или застапување. Зашто тој збор се употребува во ситуација кога некој оди кај некого за да се застапи за некој друг. Тоест, ја користи својата блискост, пријателство, за да бара услуга за некого. Тоа е идејата на зборот, што е преведен како молби, а е застапување или посредување. Идејата дека ние, како христијани, сме Божји деца, имаме слободен достап до Бог и таа блискост со Бог, таа отвореност што имаме пред Бог, отворен пат го користиме за да бараме застапништво за властите. Тоест, го молиме Бог да биде добар или милостив кон властите. Или да ги води властите и така натаму. Концептот е многу јасен за нас, бидејќи во Македонија властите се користат за принципот на застапување е основен, тоест одиш да фатиш врска да се застапи за тебе властите. Но овде обратна е ситуацијата, тоест ти одиш кај Бог, фаќаш врски кај Бог да биде добар со власта. Тоа е идејата за застапништво. Тоест, властите не треба само да бараме врски кај властите, тоа многу повеќе треба да бараме врски кај Бог за властите. Бог да работи преку тие власти. Бог да ги употреба властите за добро. И на крајот, благодарност вели или евхаристија, благодарение. Зборот е благодарност или овој збор раните христијани го користиле кога се собирале за Господна вечера. Кога делеле вино и леб, тоа го нарекувале евхаристија и се уште во православната црква се нарекува евхаристија, тоа е благодарност. И која тука е идејата?
кога ние се молиме, обично кога се собираме и се молиме, на почеток велиме има ли некој некаква потреба или благодарност да каже. И кога кажуваме благодарност, обично мислиме на нешто што Бог ги направил. Не, овдека идејата е благодарност со вера дека Бог ги слуша нашите молитви и тој ќе одговори. Тоест, благодарност уште пред да се случат нештата. Да вклучува вера. Така да кога дел од поклонението, од службата, од молитвата, една благодарност. Господи, ти благодариме. Ние го бараме Твоето лице, ја бараме Твојата помош, ги изнесуваме нашите молби и ти благодариме. Зашто веруваме дека и знаеме дека ти ќе одговориш на најдобриот начин. Уште пред Бог да действа, ние сме веќе благодарни. Независно од тоа што ќе се случи. Благодарност. И ние сме веќе благодарни без разлика кој ќе победи. Знаеме дека Бог го поставува секој управник. Тоа е. Нема незадоволство, нема разочарување, има благодарност. Зашто веруваме во Бог. Веруваме дека Бог действува. Треба многу вера. Особено во оваа област на животот, дека Бог преку луѓето што ги знаеме работи, ама Бог навистина е всемоќен Бог. А зошто, за кого треба да се молиме? За сите луѓе. Кога вели за сите луѓе, не е идејата секој што ќе ти падне на ум. Не е тоа, сега ќе направиш список на сите луѓе што ќе знаеш и да сите почнеш да се молиш. Овдека повеќе вметнувањето на таа фраза е за да нема исклучување на некои луѓе. Оти ние сме склони да кажеме, за овие ќе се молиме, но за овие не се молиме. Особено во политиката е тоа така. За оние што не се блиски, ќе се молиме, за оние што не се блиски, нема да се молиме. Оние што ги сакаме, ќе се молиме, оние што не ги сакаме, нема да се молиме. За оние кои се добри, ќе се молиме, за лошите нема да се молиме. Не. Тоа за сите означава за сите луѓе. И дури овој збор сите на два пати го повторува, уште еднаш, зборот Панта, за сите луѓе, за царевите и за сите што се на власт, пак сите. Сите политичари, со други зборови. Сите што учествуваат во секуларната власт, во политичката власт. Сите. И за добрите, и за лошите треба да се молиме. Тоа е вистинскиот патриотизам. Да веруваме дека решението за еден народ, за една земја, за благословот е Бог. Молитвата кон Бог кој може да действува. И тој действува. Тоа е. Нема поинаков начин, каква и да е програмата, која да е политичката опција, кој да дојде на власт. Нема решение надвор од Бог. Пак ќе се вратиме на она на Летописи 7 глава. Што и да има, и корона да има, и економска криза, и скаколци да дојдат, и помор да почне меѓу луѓето, како што нели пишува. А ова е помор што се случува сега. Што е да дојде? Ако еден народ се одврати од лошите патишта, го повика моето име, јас ќе го исцелам, ќе излекувам земјата. Тоа е ветувањето. Сите луѓе. Да се вратиме историски, на историскиот контекст, кога Павле го пишува. Тој го пишува од затвор, во Рим, затворен од Нерон. Во тоа време император или цар е Нерон. И кога ќе се спомне во тоа време името на Нерон, асоциацијата е разврат, корупција и лудост, ненормалност. Бидејќи навистина Нерон бил ненормален човек. Како и многу од императорите, меѓу другото. И дури историјата вели за него дека под влијание на жена му се убил мајка му, зашто се сомневал во заговор, дека се подготвува, и натерал да ја распорат утробата да види кај е зачнат, кај како растел како бебе. После пак и жена му се убива, зашто се сомневал дека и таа некаков заговор прави против него и така натаму. И кулминацијата на неговата лудост е палењето на Рим. Таков пожар предизвикал, што 2 недели не можел да биде смирен. Од 10 делови на кои што е бил поделен Рим, 7 били зафатени, а 4 целосно били уништени, изгорени.
И сега накратко го видел што направил, целата вина е истоварил на христијаните и почнал гонење. Страшно гонење против христијаните, прогонство. И жртва на тоа прогонство е Павле. Тој е во затвор во Рим како резултат на прогонството на христијаните. И има смртна пресуда, тој знае дека ќе биде екзекутиран наскоро од Нерон. И вели, молете се за Нерон, за сите цареви. Треба да се молите. Зошто да се молиме? Продолжува текстот и вели, та да поживееме тих и мирен живот во потполна побожност и достоинство. Вашата благосостојба зависи од вашите молитви кон политичарите. Тоа вели Павле. Ако сакате да живеете тивок, мирен живот во благосостојба, во достоинство, молете се за властите. Врската меѓу начинот, квалитетот на нашиот живот зависи и нашата благосостојба е од нашата молитва кон властите. Тоа е добро и годно пред Бог, нашиот Спасител, кој сака сите луѓе да се спасат и да ја познаат вистината. Тоест, нашиот мирен и спокоен живот зависи од духовната состојба на управниците. Затоа треба да се молиме за нив, тие да бидат спасени. Ако тие бидат спасени, ако нашиот парламент е полн со христијани и ако секоја седница на парламентот е почнува со молитва, ние ќе живееме убав живот. Историски пак да се вратиме. Што се случува со христијаните во првите векови? Христијанството не е многу распространато. Ние имаме некои така митови дека христијанството дотишло на секаде и сите станале христијани. Не е така. Дури и во моментот кога веќе империјата го припака христијанство како официјално, не повеќе од 8 до 10% од луѓето биле христијани. 90% се биле пагани. Не биле христијани. Христијанството во првите векови е прогонувано. Прво од луѓето, обичните луѓе, потоа од империјата. Во текот на целиот први век, империјата како институција на христијанството не гледало како нешто поинакво од јудаизмот. Во Римската империја религиите биле поделени на законски и незаконски, дозволени и недозволени. Јудаизмот било дозволена религија. На христијаните во првиот век Рим гледал како на дел од јудаизмот, некоја секта во јудаизмот, тоа значи дека е дозволено. Штом јудаизмот е дозволен, и христијанството е дозволено. Се менуваат нештата крајот на први век, кога се помалку јудеи има во црквата, а веќе провладуваат неевреите, паганите, и се забележува, тоа се стига до сознание дека тоа е некаква нова религија и е ставена на списокот на забранети. Но што значи тоа? Тоа не значи дека империјата почна се прогонства, нема поtraги, туку ако се разбере дека некој е христијан, тоест некој го шпионира, тогаш го викат на суд, му се дава можност да се откаже, ако не се откаже, тогаш го палат, го беат. Но што е пак другата, како обичните луѓе реагираат на христијаните? Има прогонства во први, втори век, но тие се организираат спонтано, хаотично од самите луѓе. Луѓето не ги сакат христијаните. Паганите верувале дека христијаните се атеисти, безбожници, зашто немаат пантеони, веруваат во некој невидлив бог, мислеле дека се канибали, си ги јадат децата, пијат крв, јадат месо и пијат крв, Господната вечера така разбирале, и ги сметале дека се блудници, зашто се нарекувале браке, сестри, а се мажеле и женеле едни со други. И поради тие нешта сметале дека боговите ќе ги казнуваат селата и градовите ако толерираат христијани во нивната средина. Така да имало една поговорка, се разлели Тибар или дојдат скакулци, пратете ги христијаните во арените, кај гладиаторите. Тоа е позната. Ако има некаква криза во општеството, неволја, криви се христијаните, зашто тие не се поклонуваат на официјалните пантеони. Тоа е во првите векови. Нието веќе некаде средината на втори век, трети век се менува ситуацијата
И Рим како империја почнува прогонства, зашто на христијаните почнува да гледа како на опасност. Христијаните не се поклонуваат на императорот, а императорот е олицетворение за империјата. Тоа значи дека тие се предавници. Сакат да го нарушат тој поредок. И со текот на времето стануваат помасовни, пожестоки, пострашни, кулминираат на крајот на 3 век со Диоклецијан. Во тоа време Рим е поделен на Римската империја е поделена административно на 4 дела, т.е. 4 императори соуправуваат. Во источниот дел управува Диоклецијан и неговиот зет Галерий, кој ги мрази многу христијаните и тој организира најжестоко гонење. Неговата цел е да ги убие сите христијани и да ги запали сите копии од Библијата. Тој се поставува таква цел, страшно гонење. И што се случува? Интересна работа. Христијаните Тертулијан живе во тоа време, малку пред Диоклецијан. Кога христијаните се најмногу гонени, Тертулијан вели: христијаните треба да се молат за императорите, да имаат долг живот, да ги гонат подолго време, стабилна власт, безбеден дом, верни соработници и мир во империјата, тоест да не бидат напаѓани од надворешни племиња. И христијаните навистина се молеле за своите императори. И што се случува? Кога најстрашното гонење е организирано за време на Галерий и Диоклецијан, тие се на исток на запад, пак управува Констанци, после него Константин, син му, и Максентий, север и југ, така на 4 дела разделена империјата. Галерий се разболува од страшна болест. Телото почнува да му се распаѓа. Црви почнуваат да му го јадат телото, додека уште е жив. Не можат лекарите да му помогнат, дури до толку веќе доаѓа ситуацијата што и слугите не сакат да влезат во неговата соба. Сите го напуштаат, зашто смрди страшно. Целиот дворец. И Галерий почнува да си мисли дека сето тоа е резултат на тие страшни гонења што ги организира против христијаните, што бил навистина жесток. Тој измислил такви жестоки начини за убивање на христијаните што човек не може да измисли. И што прави? Буквално ноќта пред да умре, пишува една заповед со кој што заповеда на сите да ги прекинат гонењата кон христијаните. И тоа е крајот на гонењата. Најстрашните гонења. И нешто друго исто така се случува. Толку биле страшни тие гонења, што на многу места локалните управници откажувале да ги пременуваат заповедите. И уште една работа. Паганите, обичните луѓе, не христијаните, почнаа да гледаат со симпатија на христијаните. И од организатори на гонења во 1-2 век, во 3 век, тие стануваат заштитници, тоест почнуваат да ги кријат во своите домови христијаните. На што се должи таа промена? И пак ќе кажам, 2 години после заповедта на Галерий за прекратување на гонењето, тоа е 311 година, 2 години подоцна, 313 година, Константин го запишува христијанството во списокот на официјални, т.е. признаени религии во Римската империја. Некои велат, тоа се случува бидејќи станат многу бројни. Не е точно. Христијаните не били на запад, во западниот дел на империјата, христијаните не били повеќе од 5%. На исток биле околу 12-13%. Просек 8% во империјата. Тоа не е сила, реално, 8%. Не е сила. Меѓутоа решава да ги признае христијаните и после веќе, не знам колку таму, 20-30 години, целата империја станува христијанска. И веќе нема паганизам во империјата. На што се должи тоа? Христијаните почнуваат да живеат навистина мирно и спокојно. Единствено на молитвите. Христијаните се молеле, навистина се молеле за императорите. И тие императори станале христијани после. Константин бил така тука и таму, но веќе 23 година решил да се крсти. Целата негова војска ја тера да се крсти. Почнува да гради цркви, неговите деца ги обучува како христијани и прави една преобразба. На парите
го става Христос, християнски символи става, и така го уведува полека християнството во империјата. Тоа е политика. Политика со молитва. Христијаните навистина завршиле преврат. Навистина се покажало дека тие се опасност за империјата. Но не со оружје, туку со молитвите. Империјата станува и веќе императорот не е Бог, туку е слуга на Христос. Тоа е тоа. И има ли уште? Не, тоа е последен слайд, да. Што треба да правиме? Што е вистински патриотизам? Не да плукаме по властите, не да бидеме апатични, да си го живееме христијанскиот живот и да се молиме. И активно да учествуваме. Ако можеме по некој начин христијански да делуваме, на тие луѓе да делуваме. Лично или на некој начин. Да бидеме дел од тој живот. Што не можеме да ставиме граница меѓу духовно и секуларно. Се е духовно. Ако го правиме за Бог. Јадеме или пиеме, што е да правиме, да го правиме како за Господ. Да се молиме и колку што може повеќе да влијаеме на тие луѓе. Ако сакаме да поживееме живот во потполна побожност, е тоа да се спасат тие луѓе, зашто Бог тоа го сака. Тоа е добро и угодно пред нашиот Господ Бог. Пред се, молете се. Каква да е состојбата, и помор да има, и глад да има, и дожд, и суша да има, ако народот се покае, а народот ќе се покае ако водачите го водат кон покаяние, тогаш Бог ќе излекува земјата. Тоа е патриотизм. Да се молиме. И сега и овие избори, да се молиме. Господ да работи во тие луѓе, какви и да се. Независно тоа како изгледаат. Бог прави чуда. Бог действува. Бог да не изведе од таа ситуација, во оваа несигурност во која живееме. Амин.